Почитувани македонскиот премиер им ја честита новата 2012 година на граѓаните со отварањето на оваа триумфална порта, еден од символите на рекордната сиромаштија, невработеност и мизерија, која не направи светски шампиони. Без срам и перде, Никола Груевски директно застана зад протоколовата правилница на народни пари наречена Скопје 2014 и конечно и официјално се легитимираше како идеен творец на криминалот од камен и бронза. Без око да му трепне, тој тоа го стори само неколку дена од како беше објавен конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за работата на Министерството за култура, инаку носител на проектот Скопје 2014. СДСМ од самиот почеток тврди дека проектот Скопје 2014 е најкриминалниот и најзабеганиот проект на владата на Никола Груевски. Овој факт се потврди токму со последниот ревизорски извештај за работењето на Министерството за култура. Значи не СДСМ, туку државниот ревизор поставен од Никола Груевски констатира дека речиси не постои објект, не постои тендер или договор од Скопје 2014 за кој нема забелешка за незаконско работење и крајно сумнително трошење на народните пари. Наводи дека проектот Скопје 2014 е всушност огромна пералница на пари, во ревизорскиот извештај има премногу. Од менување на веќе избран изведувач, наместени тендери, нереални финансиски трансакции, незаконски јавни набавки до напумпани сумнителни анекс договори. Државниот ревизор констатирал уште нешто за што СДСМ одамна зборуваше, а владата и министерката Канчевска неуверливо се обидува да ја манипулираат јавноста. Државниот завод за ревизија ја потврди аферата Патриотска метла, која ја обелодени СДСМ за исчезнување или уништување на дел од тендерската документација поврзана со проектот Скопје 2014. Да резимираме, се потврдува дека министерката Канчевска, обколена со празни папки, всушност ја замајуваше јавноста дека не е исчезната дел од документацијата за проектот Скопје 2014. Уште каков доказ е потребен на јавното обвинителство конечно се нафати со расчистување на оваа афера и да утврди дали во Министерството за култура намерно се уништувале тендерски документи за да се покрие голем криминал. И додека во јавното обвинителство молчат за негативните ревизорски извештаи за актуелните владини функционери, и јас како претседател на Собраницката комисија за култура ќе инициирам јавна расправа и ќе предложам соодветни заклучоци за одите од Државниот завод за ревизија за работењето на Министерството и за министерката Елизавета Канчевска. Благодарам.